Јас наистина сум уверен дека, како што секогаш велиме, не постои сила која што нас може да не одвои од Бог. Океј, значи тоа сите знаеме и сите веруваме, го читаме тоа писмо, го читаме тоа слово. Луѓето околу нас вика, знаеш што, значи кога Бог е со тебе, кој ќе биде против тебе? И ние сите плескаме, викаме, да, така е, амин, тоа е така и сите сме возбудени. Арно ама, кога ќе дојдеме дома, кога ќе стапнеш дома, некојаш не мора да стапнеш дома, стапнуваш во кола да си одиш на кај дома, или стапнеш во автобус да се качиш и одеднаш сета таа возбудливост, таа возбуденост, таа, како да ја кажам, таа ескалација на емоции, на чувства едноставно се спласнува. И таа еуфорија, да, еуфорија е многу добар збор, а тоа што еуфорија е највисоката форма на радост, али кај ќе збориме понатаму. Слично на екстаза. И едноставно се губи тоа нешто. И сега ти доаѓаш и викаш пред 10 минути сето тоа ми правеше секаква смисла. Едноставно го верував, го знаев, го чувствував, или по да кажам го живеев, и сега одеднаш како да нешто се појавува, некој зид, некоја пречка, некој крадец, нешто кое што те блокира да продолжиш да го живееш истото. И затоа денеска сакам малку да објаснам што е тоа, или како тоа изгледа, или како треба да изгледа еден христијански живот, и како да се заштитиме, како да го живееме тоа што ни е дадено, како да го негуваме тоа што ни е дадено, затоа што видите, има многу стихови каде што многу луѓе од Стариот Завет, од Новиот Завет им се доделени многу таленти, им се доделени многу богатства, многу големи работи им се доделени. И сега кога читаме ние од Стариот Завет до Новиот Завет, тоа е заедно во Новиот Завет, и гледајќи историјата на христијанството. Значи не можеме само да кажеме, јас само ќе читам Библија. Ти можеш да читаш Библија, али ти живееш 2000 или 3000 или 5000 години после одредени стихови што се напишани. И ти мораш, јас морам да читам, да проучувам, но истовремено да го живеам овој живот, да го живеам тоа што ми е дадено, да го наблюдувам тоа што е околу мене. Не можам јас да живеам наназад. Јас можам да црпам од убавината на тоа што било дадено и можам да се радувам со тоа што им било дадено на тие луѓе, но единствено што можам да направам е да живеам и да се фалам со Господа со тоа што го прави сега и денеска. Дали го разбираме тој дел? А тоа што ако постојано само се фалиме со карактерите кои што се опишани во Стариот Завет и во Новиот Завет, знаете што ќе изгубиме? Ќе изгубиме смислата на нашето постоење, моменталната, она зашто ти постоиш. А тоа што како што тој човек пред 5000 години и тој човек пред 2000 години во Новиот Завет го живеел тој живот или ја исполнувал таа судбина во која што е повикан, јас верувам дека на истиот начин ти си повикан да ја исполниш таа судбина. И ние не може ниеден карактер, не може ниеден лик од Стариот Завет и од Новиот Завет да го исполни тоа наместо тебе. Амен. Значи ние може да кажуваме, ама мене Петар ми е најомилен, Петар е ваков. Супер. Ама Петар не може да замени тебе. Ниту пак ти можеш да го замениш него. Не ти каже, мене ми е омилен Павле. Павле е најдобриот, супер е, какви работи кажа, ама Павле не може да замени тебе. Ниту ти можеш да го замениш Павле. Не ти каже, јас сакам да бидам како Давид. И мене тоа некојаш тој таа парабола, таа споредба малку дури ме нервира. А тоа што ви каже некој, Давид беше според Божјото срце. Нели, човек според Божјото срце, така пишува. Нели, читаме тоа и викаме, да, јас сакам да бидам како Давид. И колку пати имам слушното Светиот Дух, каде што ми вели, немој да посакуваш да бидеш некој друг. Немој. Не, едноставно тоа е навреда за Светиот Дух, кој што те направил уникатен, посебен, специјален, ризичен, како што си. Нели, ние сме сите ризични луѓе, или луѓето ризикуваат кога се пријатели со нас. Знаете, секој еден човек ја става на еден одреден начин и ја ставил веќе неговата или незината доверба во тебе. Во одредени моменти луѓето ја ставиле нивната доверба во вас. Кога сте имале деца, кога имате деца, кога биле малецки, кога биле мали, сакале некеле оние ставале нивната доверба во вас. Ден денеска, кога имате внуци, кога имате пријатели, кога имате сопруга, кога имате мноштво на луѓе околу вас, они се уште во одредена мерка ја ставаат нивната доверба во вас.
На каков начин? Кога ви поставуваат прашање, што да правам со ова? Што мислиш ти за оваа ситуација? Што ќе ми кажеш ти на мене? Може би не сите во иста мерка, зависи од позицијата. Ја лично имам многу луѓе кои што ми поставуваат прашања. Некои се прашањата многу, како да кажам, длабоки, некои се банални. Ќе ми сади некој: Зоран, што мислиш, ќе ми пасуваат кондуриве да идам на таа и таа забава? Викам: ќе ти пасуваат. Ама не ги гледаш. Ако не ги гледам, добри се. Ме разберете, значи постојат прашања кои што се банални, ама постојано луѓето викаат: ако ти ми кажеш да се облечам така, ја ќе се облечам така. Ако ти ми кажеш да идам на тоа место, ја ќе идам на тоа место. Ако ти ми кажеш да ја купам таа кола, ќе ја купам таа кола. И сега, нас ни звучи смешно, али луѓето ја ставаат нивната доверба во нас. И ја тоа сум го почувствувал на моја кожа, во мојот живот и до ден денеска. Поготово заради позицијата, заради даровите, заради пророчките увиди, луѓето кажат: ако ти ми кажеш, јас ќе одам. Вие не знаете ли колкава доверба треба човек да има да го направи тоа? Така да, секој еден од нас го чувствува тој притисок, или по да кажам, добива од другите луѓе одредена врста на доверба во која што луѓето ве прашуваат: што мислиш ти? Така да, ние мора да знаеме дека навреда е за Светиот Дух ако ти само се споредуваш со некој друг. Навреда е. Така да не се споредувај со никого. Него Светиот Дух биде управителот на нашите животи, управителот на нашите зборови, управителот на нашите мисли, и ќе видите како растејки во тие ризични моменти, каде што луѓето не прашуваат и ние им даваме одговор. И тие луѓе ризикуваат на погрешни, на несакани последици, на несакани ситуации, али сепак ризикуваат. Затоа велам, ние сме ризични луѓе, христијаните, бидејќи ми збориме на другите дека Бог е со нас, дека Бог живее во нас. И луѓето викаат: ако Бог е со тебе, кажи ми што да правам во оваа ситуација. Дали го разбираме тој дел? Океј, тука сте сите? Ајде, знам дека денеска е, како да кажам, не е крај на денот, али негде при крај, и може би на некој енергијата му е на некој пониско ниво. Зборам за физичка енергија, а тоа што таа енергија се троши. Океј, физичката енергија се троши, таа се надополнува многу често со храна. Не секогаш зависи од храната, зависи и од многу други нешта. И затоа сакам да ви зборам денеска со што се надополнува енергијата што ние поседуваме. Океј, порано многу се вознемирував и го бев против зборот енергија. А тоа што едно време во Македонија се појавија некој со биоенергија. И некој кажа: ако отидеш кај него и само да седиш во негово присуство, тој има ослободува биоенергија и одеднаш ќе почне да се случуваат убави работи, доаѓаат емоции. И знаејќи го тој збор од Библијата, од Новиот Завет и од Стариот Завет, едноставно не сакав да го користам, бидејќи ми беше стран или пак ми беше оцрнет тој збор. И верувате, постојат многу зборови, постојат многу именки и глаголи и придавки кои што ние денеска христијаните ги одбиваме, не знаејќи дека се што е во, како да кажам, се што е добро, се што е совршено, доаѓа од нашиот Татко Небесен. И ние го гледаме тоа дека е добро, но затоа што го користи некоја друга партија, некоја друга страна, ние го отфрламе и викаме: чим он не го користа, тоа што ја нема да го користам. Чим он не го користи, ако New Age го користи, значи ја тоа не сакам ништо да имам со тоа, затоа што не сакам да се поистоветувам со да ме нарекуваат таков. Не сваќајќи и не бивајќи ние сме тогаш онеспособени да ги препознаеме даровите и совршените дела на Бог кои што ги ставил околу нас или во нас и ние не ги користиме. Некој ќе каже некој: тие патуваат, нели, за тие некои луѓе кои што имаат разни имиња, и велат: тие патуваат во духот, имаат астрална проекција. И некој ќе слушаме: астрална проекција, тоа е од ѓаволот. Сето тоа се глаголи, тоа се дејствија кои што се земени од Новиот Завет, од Стариот Завет и се прекрстени во нешто што денеска таа група на луѓе го нарекува со едно име и ние одма го отфрламе тоа. Јас ќе ве шокирам малце. Ќе ве шокирам со една изјава. Пред некои 3 години бев негде во Русија
И имаше многу силно време, имаше многу прекрасни сведоштва, многу силни движења, луѓе се спасуваа, луѓе се исцелуваа, едноставно многу беше концентрација на тоа дејство на Светиот Дух. И во една одредена црква, каде што служев, и потоа нели се заминав назад, бев таму некои си 5 дена, се вратив назад во Македонија. Океј, значи тука сум, знам дека сум тука, се шетам со мојата сопруга покрај Вардар, мислам дека беше или некаде у центар бевме. Се шетаме и одеднаш човек ми се јавува. Значи ова не е нешто што јас сум го замислувал, него човек ми се јавува и вели: Зоран, пред пола саат луѓето сретнале на улица во Русија. Пред пола саат, едноставно викате, значи не замислувале, не спиеле, те сретнале на улица. И ми прашуваат дали Зоран е во Русија. И во тој момент Ребека слуша и кажи им дека си со мене тука се шеташ. Звучи абстрактно, но нашиот дух не е ограничен со времето и не е ограничен со местоположбата. Нашиот дух, ако веруваме дека е седнат на небесата, ако веруваме во такво нешто, ако веруваме во таа Библија, во тој нов завет, ако стварно веруваш, тогаш тоа значи дека во истиот момент твојот дух, кога си наново роден, твојот дух е на небото и е тука. Тогаш зошто би го ограничувале само на две места? Најверојатно можеме да си дозволиме да веруваме или пак да замислуваме дека нашиот дух може да биде и на трето место. Ме гледате многу чудно, дури некој се запрепастени и вика што збори човеков. Али тоа е реалноста на духовноста. Значи не можеме ние све со логика да ви објаснувам. Не ни смееме се да прифаќаме со логика. Логиката можеби ќе дојде понатаму. Но заради искуствата што ги имаме, ние мораме да знаеме дека духовноста или духовниот начин на размислување или духовниот начин на делување е над она што ние го нарекуваме логика и она што ние можеме да го објасниме. Постојат работи кои што јас можам да ги објаснам, ти можеш да ги објасниш, но потоа доаѓа момент каде што ти не можеш да објаснуваш повеќе. Што правиш со тоа? Знаете што викаме ние? Верувај. Затоа верата во такви моменти го има пресудниот дел каде што кажеш јас верувам. Јас не знам како ќе биде се ова, но јас верувам дека Бог и дека мојата молитва ќе биде услишена, исполнета, направена, нели имаме разни опции. Имаше баш пред некој ден разговарав со еден човек од црква и рече: Зоран, се тувкав, се мислев, со месеци имал нешто да заврши. И вели, и не знае како ќе испадне, едноставно не знае. И рече, во последниот ден, значи дента пред да треба да го направам тој чекор, вели, дојде решението. Рече, јас знаев внатре во мене, внатре во моето срце, внатре во мојот дух, внатре во мојата вера, знаев дека Бог ќе направи. Но мојот ум цело време се бунтуваше. Нема да биде како ќе биде, ќе настрадаш, ќе ти се случи ова. Значи, борбата не е против. Ја би рекол, твојата и мојата борба не е против ѓаволот. Верувајте. Значи, постои еден момент каде што има борба некоја. Некојаш ќе се појави и ти ќе му кажеш: ајде, оди си во името на Исус, ти знаеш ли кој сум јас? Јас сум негов син, јас сум негова керка, ти немаш простор да бидеш тука со мене. Ние не можеме да делиме иста соба заедно со тебе. И во твое присуство демоните не може да престојуваат, и мора да бегаат. Бев на една конференција во Холандија и они има специјално ги повикуваат, всушност ги повикуваат луѓето кои што се опсетнати со демони да дојдат на таа служба затоа што ќе бидат ослободени. Значи таму не можеш да се регистрираш, ако немаш демон нема да се регистрираш. Ако немаш мака, не се регистрирај. Ако имаш мака, ако ова ти се случува, ако овие работи те мачат, тогаш дојди. Али ако го немаш, нема да доаѓаш. Ама сакам да гледам, не можеш да гледаш. Дај место на тие што си имаат мака. И таму има поучување, има се молат за нив. Јас знаете што им велам? Викам, се во ова е супер, се ова е одлично. Она што јас сакам да го верувам за мене и не сакам да трошам енергија на тоа е следново. Ако некаде има некоја нечиста сила, нечисти духови, нечисти работи, моментот кој јас ќе влезам таму, тие мора да се заминат. Не затоа што јас сум паметен, не затоа што јас сум толку силен во моите мисли, него заради светоста или заради тоа што сум дозволил да Божјото царство биде толку присутно во мене, или да кажам толку видливо, толку силно, што сите тие ќе си бегаат, без дури да ја да ги приметам. А те колку сведоштва имам од луѓе што ми се јавуваат и вели, ти не се ни молеше за мене. Едноставно дојде во таа просторија и вели, темнина си замина од мене. Темнина си замина, вика, јас сум здрав човек. Викам, па што не ми кажа, викам, барем да знам.
некојаш чутиме, некојаш не ги кажуваме тие сведоштва, али јас верувам дека можеме да го правиме сето тоа. Сега. Ви ветив дека ќе ви зборувам зашто ви ветив? За радоста. Океј. Јас верувам дека ако си наново роден, ако веруваш во Исус, дека радоста на Бог е во тебе. Кој тука ќе се сложи со таа изјава? Еве, дигнете рака, дигнете глава, дигнете уши, нос, не знам што дигнете. Значи, кој верува дека Божјата радост е во нас? Океј. Значи ќе кажеме амин, да, така е Зоран. Сега, сето тоа е супер тука. Се сеќавате како почнав да објаснувам? Што е со наредниот 1 час? Што е со наредните 2 часа? Што е со наредниот со оваа ноќ што доаѓа, што треба да спиеш? Треба да заспиеш. Треба некако да заспиеш. Треба некако да се справиш со сите грижи, со сите стравови, со сите неизвестности, со сите недоумици, со сите вести што се кажани денеска што си ги прочитал. Што ќе правиш со нив? Како ќе се справиш со нив? Знаете, јас не можам да прифатам овој факт, не можам да го прифатам ова, не е факт, него оваа реалност. Сум имал можност да патувам на сите континенти и да ги видам, да не речам сите раси, али ќе кажам голем број на различни видови и врсти на цркви. Океј. Што значи дека сум бил во различни култури. Океј. Ја не можам да го прифатам тој момент, че не можам да го прифатам моментот каде што и едните и другите велат дека се христијани, идат во црква, и едните и другите велат дека имаат радост, но што е разликата? Едните ја покажуваат, а другите не ја покажуваат. И навидум изгледа како да овие имаат радост, а овие немаат радост. Реалноста што или мојата вера, моето убедување дека секој кој што верува во Христос ја има радоста. Секој кој што поверува во Христос, секој кој што го прими Светиот Дух, ја има радоста. Доказ. Еве ви доказ. Римјани 14 глава 17 стих. Кој го знае овој стих на памет? Римјани 14 глава 17 стих. Не е во јадење и пиење. Не е во јадење, не е во торти и во салати. Вика, Божјото царство не се состои од јадење и пиење. Туку е праведност, мир и радост во Светиот Дух. Што значи тоа? Практично што значи тоа? Сакаш да, например, идеш некаде, велиш, сакам да кидам во ресторан, ми се јаде, ама не знам што да јадам. Некоја сте имале таква некоја дилема или проблем? И дома. Да, значи, идеш во ресторан, или идеш во кафана, ја не идам во кафани, или идеш во ресторан и викаш, ја гладен сум, ама не знам што да јадам. И они ти кажат, ајде дечки, дај ми мени. Значи, менито и таму пишува што све има во тој ресторан, во таа кафана, што они нудат, што има да ти понудат. Ете, истото е со Светиот Дух. Доаѓаш кај Светиот Дух и Светиот Дух вика вака: во мене има 3 состојки кои што се најглавни за тебе. Во мене е праведноста, во мене е мирот и во мене е радоста. Значи, кога го прими Светиот Дух, во тебе, заедно со Светиот Дух, дојдоа овие 3 состојки. Овие 3, како да ги наречам, делови или пак субстанци кои што овој свет не може да ги понуди, не може да ги купиш, не може да ги платиш, не може да ги најдеш никаде. Единствено се наоѓаат во личноста на Светиот Дух. И кога поверувавме, Светиот Дух дојде во нас. Значи, сега во тебе е и праведноста, и е мирот, и е радоста. Затоа ви споредувам. Не е можно да постојат толку христијани и толку цркви, каде што, ако некојаш имате можност, кај едните е толку видливо, а кај другите е скоро невидливо. Или пак неприметно е. Дали го разбираме овој дел? Сега, морам малку тоа да го кажам дури како само критика, значи ова е само критика, не ве критикувам вас, иако може би малку е критика, али не е можно да се среќаваш со христијани и на едниот континент и на другиот континент, и тоа не зборам за луѓе кои што се само американци насмејани цело време, блештат и си викаш ти, кај би се брчките? Идеш кај американци и немаат брчки, нив не им треба крема,
Затоа што они само се смеат. Они се цело време насмеани. И си викаш, како може овие да се смеат цело време, да се радосни во црквите, а доаѓаш негде на Балканот и сите те гледаат вака намуртени. И јас знаете што си имам мака. Јас се велам, или овие брчки овдека ми се од радост, или од намуртеност. Значи една од тие. Ама ја пробувам да се смеам цело време, па ако исчезнат, исчезнат. А ако не, тоа што е оживљак или како се вика тоа жик, дека усвари радоста ја практикувам. Не знам кај тебе како е или кај некој друг што како да кажем, што настанало после одредено време, нели, тие кои те обележуваат, но мора да постои објаснување зошто кај едните е видливо, а кај другите е скоро невидливо. И знаете што дојдов до заклучок? Ова е мојот заклучок. Дека и едните и другите, независно каде се, дали се на Балканот, дали се во Африка, иако таму имам најголемата радост видено во Африка, каде што ние велиме тие се бедни или тие се сиромашни. Најголемата радост ја видов во една од црквите во Ел Салвадор, каде што ако излезеш на улица со твојот саат, а твојот саат вреди повеќе од 1000 денари, навратно ќе дојде некој со пиштол и ќе ти каже извади го саатот. И ако не го извадиш саатот, и ако не му го дадеш, тој слободно ќе те пукне. За еден саат, за 1000 денари. Ако имаш мобилен телефон, ако те видат, само да те видат со мобилен телефон, веднаш доаѓаат со пиштол и вика дај го телефонот. Независно колку пари е, дали 1000, дали е 100 евра. И во такви ситуации, во такви состојби, значи не збориме за нешто што е само присутно одредено време. Тоа е константен начин на живот, тоа е постојано. Ние овдека кукаме и се жалиме, леле, тешко ни е, видео ситуацијава, па кога ќе си замене. Имате луѓе, имате цркви, имате христијани кои што постојано живеат под тој притисок и не знаат кога ќе си отиде. Они може викале, ќе си отиде за кај да е за неколку дена. И може би е 20 години така. Може би е 30 години така. И се уште во нивните срца, и не само во нивните срца, на нивните лица има радост. И сум ја видел, сум ја гледал. И се ведам, вие живеете во немаштија, и не само што е немаштија, него имате и притисоци. Имате нон-стоп луѓе кои што можат слободно да влезат да ви убијат, никој нема око да му трепне. Нема правда таму, нема, ама тие биле добри луѓе, па што е ако биле добри луѓе? И тие луѓе се радуваат. И си велам, што ја прави разликата? Знаете што ја прави разликата? Ова го прави разликата. Јас верувам дека кога човек ќе се наново роди, како индикатор, како индикација за промената во неговиот живот, доаѓа радоста. Значи, радоста е првичниот индикатор кој што ти покажува дека овој човек се сменил. Дали го разбираме тој дел? Значи, радоста е првичниот индикатор. Значи, не е некој тој што вика, ја се спасив па се цитира стихови. Не. Цитирање стихови не е индикатор за промена. Или прво кажам, за зачеток на нешто. Првото нешто што се случи со тебе, или барем со мене, верувате, барем со мене, 95-та година, доаѓа Светиот Дух, доаѓа Христос во мене, знаете што се случи? Одеднаш велам, имало бои, имало воздух, имало зелено, и мислам дека прв пат во животот беше реалната насмевка или реалната радост во мене. Прв пат. На некој си 22 години. Прв пат. Значи тоа беше индикација дека нешто се случило. И верувајте дека при секое спасение, индикација за зачеток на живот, знаете што е? Радост. Тоа да го знаете. Затоа што не е можно за човек да се наново роди, да го почувствува животот на Бог, да го почувствува Бог внатре во него и да остане равнодушен. Тоа не е можно. Тоа е неприфатливо. Тоа е неприфатливо ниту за мене, или прво кажем, ниту за Божјото царство, ниту за мене, па не треба да биде ниту за вас. Затоа што радоста е видливиот индикатор на зачеток на живот во една личност. Независно колку една мајка или една трудна жена се измачува додека се пораѓа. Знаете што е интересно? Што првото нешто што го прави кога ќе се роди тоа бебе, знаете што е? Насмевка. Се радува, има радост, заборава за тоа што било. Јас сум имал можност да присуствувам на 4 пораѓања. Ја всушност почнав да им кажувам на тие бабиците, треба ова да направи, вика, чути бе ти, што си доктор? Викам, не, али имам големо искуство. Али првичната индикација за зачеток на нешто е радоста.
И тоа мора да биде присутно кога ќе зборувате со човек, кога ќе кажете прифати го Исус, првото нешто што јас највеќе го имам приметено е викат голема радост дојде во моето срце. Сега, што се случува како второ? Вториот показател што мора да постои, значи првото беше индикатор, а второто е показател дека нешто се случува, дека некаква промена се случува во твојот живот, знаете што е? Повторно радоста. Не ви кажам, верата, не е верата. Верата може да биде и, како да кажам, многу суптилна, да не мора да биде многу силна во твојот живот првично, али вториот показател или показателот кој што во животот твој и мој мора да биде видлив е радоста повторно. И тоа е знак, показател дека нешто сега се случува, дека дека Бог прави нешто во твојот живот. Првото е зачнување, а второто е неговата работа или неговото делување во твојот живот. И што повеќе Бог прави нешто во тебе, повеќе и повеќе радост се изразува. Го разбираме овој дел? Значи, Римјани 14 глава 17 стих, рековме дека во Светиот Дух е праведноста, мирот и радоста. И Павле ми го кажува на римјаните. Сега, знаете ли што вели во 15 глава, значи само некои си 10 на 20 стихови после, значи следната глава, во 13 стих, вели и Бог на надежта да ги исполни вашите срца со што? Со радост. Значи Бог, и сега не ви кажам, Зоран, па сега се полниме повторно со радост? Не се полниме повторно со радост, него првичната мерка на радост е основната мерка на радост, каде што доаѓа со Светиот Дух, таа е полната мерка со радост. Кога Бог те исполнува со повторна радост, знаете зашто е таа радост? Таа радост е заради надежта што ти ја става во тебе да ги гледаш промените во другите луѓе. Кога Бог те исполнува со радост, не те исполнува за тебе, него те исполнува за другите. Само еден кажува амин. Ја не знам што е работела, дали ја не зборувам македонски или да не зборувам на англиски јазици. А Бог на надежта да ве исполни со сета радост и мир во верата, та преку силата на Светиот Дух да изобилувате во надежта. Надежта и радоста се толку поврзани што се нераскинливи. Ти не можеш да ги раскинеш. Човек кој што има надеж, има радост. Човек кој што има радост, ја гледа надежта. И затоа ништо не го спречува. Причината зашто мнозина немаат насмевка е затоа што не се уверени во надежта што ја гледаат пред нив. Хајде кажам уште нешто. Пред некое време, не знам, негде дали го запишував тоа или го кажав следново. И може би ќе звучи контрадикторно. И реков вака: Бог не ги создаде емоциите и чувствата со никаква друга цел, единствено ги создаде да не заштитува нас. Значи, емоциите и чувствата се направени, значи тие се даден дар од Светиот Дух, но тие се направени да не заштитуваат. Од кого? Од нас. Самите себе. Значи, емоциите и чувствата, немојте да кажете ја не чувствувам ништо. Чувствуваш, многу чувствуваш. Јас знам дека чувствуваш и те боли. Или пак и некои други действија. Али чувствата и емоциите се направени од Светиот Дух да не заштитуваат. Значи тие не се, како да кажам, тие не се пластични, тие не се само за да не чувствуваме ништо, не. Тие се создадени да не заштитуваат нас од самите нас, а поготово од самата култура во која што живееме. Ја верувам дека во Светиот Дух постои емоцијата радост. Иначе не би ја кажале, Павле не би ја напишал. А тоа што вели радоста е во Светиот Дух. Значи радоста го радува Светиот Дух. Тој ја поседува. Тој не само што ја дава, него тој ја има. И затоа емоциите и чувствата се всушност, како да кажам, мораме да ги научиме да делуваат за нас. Да не бидат против нас, или пак ние да не се бориме против нив. И ако емоцијата што ти доаѓа во овој момент е радост, не се бори против нејзе. Ако емоцијата и чувството е неизвестност, бори се против нејзе. Против тие чувства и емоции. Ако е страв, бори се против тоа. Кажи му, не сакам да бидеш ти дел од мојот живот. Кажи му. Кажи на таа емоција и на тоа чувство. Ако емоцијата и чувството е безнадежност, кажи, оди си од мене. Ако е
ако е лоша увереност за нешто, едноставно викаш, ја цело време чувствувам дека нешто лошо ќе се случи. Кажи му тоа лошо, нека си оди од тебе. Но дозволи му на тоа чувство и на таа емоција да биде изразено преку тебе. Кога е радост, кога е љубов, кога е кроткост, кога е воздржливост, кога е самоконтрола, нека тоа биде начинот кај што ќе вежбаш да ги изразуваш. Значи, тие плодови, тие не се, или тој плод, тој не е напишан само за да ние се фалиме со него, него тој е даден, препознаен, дефиниран, за да може да го изразиме. Како ние изразуваме? Преку чувства и емоции. Ние не сме кипови, ние не сме безчувствителни, ние сме многу чувствителни личности, многу. Дори би рекол, хиперчувствителни луѓе се христијаните. И мора така да биде. Затоа што Исус беше хиперчувствителен. Што прави Исус? Доаѓа во една просторија и река ти. Доаѓа во на друго место, иде по улица, вели ти си болен. Дојди вамо. Иде на улица и вика ти се викаш Закеј. Го чувствува неговото име, го гледа пред него. Исус прв пат го гледа Закеј на дрвото, али кога влегува бидејќи е толку чувствителен на се околу него, ги прима, ги абсорбира работите, вика ти се викаш Закеј. Знам се за тебе, дојди симни се, ќе вечерам кај тебе дома. И што се случува таа вечер? Спасение, промена на живот, индикација радост, показател радост. Значи индикацијата беше радост, се радува Закеј. Што беше показателот на Божјата радост? Ке дадам се 4 пати повеќе од тоа што сум земал. И што е третото? Доказателот. Имате индикатор, показател и доказот. Е дека ова не е само чувство кое што си го добил еднаш на една служба, него ти чекориш во тоа. Ти живееш со тие емоции и со чувства. Тие се видливи врз тебе, врз твоето лице, врз твоето тело, врз твојата кожа и ја освежуваат твојата кожа. Ние многу често викаме, еј, земи таа крема, написи од ова. Не, верувате дека радоста носи исцеление на коските, носи исцеление на мускулите и ја заштитува кожата, ја прави да биде, шикат младалачка, да биде млада. И ако некогаш сакаш да живееш подолго или сакаш да живееш поизобилно или сакаш да живееш да животот ти биде исполнет, тогаш единствено нешто со кое што мора да биде исполнет и мора да биде видливо е радоста. Радоста е дел кој што не смееш да го изоставиш. И мораш да внимаваш на него и мораш повторно да се враќаш повторно и повторно да се научиш или да се научиме што да правиме со оваа радост. Многу често викаме, еј, чувствувам нешто внатре во мене. И што чувствуваш? Па не знам, нешто многу убаво. Па дозволи му нека излезе тоа, нека те научи што е тоа што е внатре во тебе. Што е тоа што го чувствуваш? Дај му дефиниција. Не му само да кажеш, мене највеќе што ми е смешно, кој ти каже некој, абе има некоја сила. Нели, ти се молиш за човекот се исцелува, човекот станува радосен, или пред тоа бил со патерици, не знам што, и некој гледа на страна, абе има некоја сила, нели, не е без ништо. Да, ама дај дефиниција на таа сила. Кажи што е таа сила, а тоа што ако не дефинираш нешто, не можеш да го насловиш, не можеш да му даеш наслов. Тоа е како да живееш со твоите синови и керки, со твоето семејство, влегуваш дома и викаш, абе, кои сте вие? Ти како се викаш? Да не знаеш како се викаат. Радост, некако сте ми многу добри, вие многу блиски сте ми, ве чувствувам некако блиски, познати сте ми од некаде, ама не знам како се викате. Многу е битно да ги ословуваш нештата. Прост, банален пример. Нели, ќе праша некој од вас, добро, ти што си? Или пак, кој ти му сведочиш, кажеш, ти што си? А тоа што има многу имиња. Има вакви, има такви, има православни католици, има јеховини, има многу имиња. И ти мораш да се изјасниш, што си ти? Јас сум христијанин, ама каков? Па ти му кажеш, ваков сум. Ама од која група? Од таа група. А у која црква? Од таа црква. А кај одите? А таму одиме. У колку сат? У толку сат. И што правите? Ова правиме. Значи, на се ние даваме дефиниции. А некогаш тоа чувство што е внатре во нас, тоа што сака да излезе, викаме, не, нека застане внатре. Не, ослободи го таа. Таа она што го зборуваше Коки на почетокот, таа свесност, таа мора да биде присутна. Не може само да лутаме во животот, мора да ги ограничуваме работите.
Бог е Бог на годините, Бог е Бог на месеците, Бог е Бог на деновите, на саатите, на минутите, на секундите, на моментите. Таков е Бог и ние мораме да ги разјаснуваме овие работи. Иначе ќе лутаме, ќе нема да знаеме. И ако дојде некој пророчки збор за некој, ќе кажеме, не знам, не сум сигурен што да кажам. Вежбањето, практикувањето на она што се случува внатре во тебе, ќе донесе во твојот живот изоштреност на сетилата. Некој ќе каже, како ти толку лесно проповедаш? Како ти толку лесно пророкуваш? Како ти го гледаш ти сето тоа? Ако што го вежбаш, затоа што чувствуваш внатре во тебе, ама не дозволуваш или не остануваш само на тоа само на таа некоја недефинирана состојба во тебе, него дозволуваш да тоа излезе, да помине низ филтрите на твојата душа, на твојот ум, на твоите емоции. Знаете, многу често кога ви кажа, ама ти пророкуваш па плачеш, зашто плачеш? А тоа што во тој збор доаѓаат многу чувства и емоции. Кога Светиот Дух зборува нешто, ти не си само канал, него и ти ги чувствуваш тие работи. И некојаш јас сум се наоѓал да не можам да престанам да плачам. И си кажам, Зоран, ти си маж, па како така, како ќе плачеш? Ајде, избриши тоа и почни. Не можеш. Затоа што тоа те обзема. Што вика псалмистот? Ме обзема твојата љубов, твоето присуство. Јас се топам во твоето присуство. И топи се. Нема да стоиш толку силен, нема да се правиме толку силни. Ја нема да покажам никакви чувства и емоции. Зошто? Зошто? Научи се да ја покажуваш радоста. Затоа што ја верувам дека ние често велиме ние сме светлината. Дали знаете дека светлината има изглед? Дека светлината личи на нешто. Кога ќе каже некој јас сум светлина, тоа личи на нешто. Знаете на што личи? На радост. Тоа личи на радост. Кога ќе помислиш на Исус, што мислиш ти за него? Дали мислиш дека тој е намуртен? Дали мислиш дека е некако заспан? Дали мислиш дека е некако клапнат? Дали мислиш дека има нешто против тебе? Дали мислиш дека он планира нешто против тебе? И ако така размислуваш, така ќе делуваш. Но ако знаеш дека е тој високо покренат и дека тој седи на неговиот престол и се радува со неискажива радост, пее, данцува, зборува за тебе и дека има најдобри планови за тебе и дека постојано се смее. Вели псалмистот, твоите очи, твојата насмевка е постојано врз мене. И ако знаеш дека твојот Бог е таков, како ти ќе останеш равнодушен? Како ќе останеш ненасмеан? Мора да се смееш, не постанува ништо, мора да се радуваш. Да, јас пробам разлика помеѓу радост, тоест радување, насмевка и некој ќе каже среќа, но и можеме да ги раздвоиме, ја можам да ги раздвојам, можам да раздвојам што е радост и што е смеење. Но знаете што? Обично доаѓаат во пакет. Обично мора да се прикажат двете, не може да биде само едното. Јас сум многу радосен човек, многу. Значи ти не знаеш ја колку се радувам. Значи знаеш колку радост имам ја. Ја дома кога отидам, значи ја кутии со радост сум пунел. Стварно. А да напуниш малку лицето да го напуниш со радост. А малку образите да ги напуниш со радост, а да видам ја таа радост како таа изгледа. А тоа што видите, радоста што е во тебе е уникатна. Радоста што ти ќе ја изразиш е многу уникатна. Таа е само својствена за тебе. Но мора да биде видлива. Мора да биде присутна во твојот живот. А тоа што ако не е присутна, тогаш сме ние најконтрадикторни личности што постоиме на земјата. Ако ние велиме дека ние проповедаме, што проповедаме? Добрата вест. Ако ти му кажеш на некој нешто добро, што ќе направи човекот? Стварно, многу добро ми кажа човекот. Ептен. И нема радост. Тогаш најверојатно или не ти кажал ништо добро, или пак ти не си го слушнал тоа што ти го кажал. Или пак ако си го слушнал, не знаеш што да правиш со него. Ова не е критика. Малку е критика. Кон сите нас зборам за Балканот. Збориме за овие подрачја. Не знам се како е на сите други подрачја. Мислам, тоа што сум го видел имало разлика. Сакам да кажам денеска, но знам дека луѓето не толку лесно се менуваат, или по да кажам, не толку лесно се откажуваат од таа радост. Идете во Египет, луѓе
10.000 луѓе кои што живеат без куќи, без никакви основни, како да кажам, средства, едноставно живеат во картони. И ги гледате истите тие луѓе, гледате на бина, на сцена, или прво да кажам, на еден аудиториум, каде што пеат со неискажива радост. И си викаш, кој е тука радосен? Дали јас, кој што всушност ги поседувам скоро сите, да кажеме, можни работи кои што можам да управувам со нив? Или пак овие луѓе се радосни? Или пак оние имаат радоста? Ја би рекол, и тие имаат радоста, и јас, и тие имаме радоста, само што некој се научил што да прави со таа радост. Некој се научил. Некој дозволил да таа радост биде искажена, видлива, нацртана, доживеана. И верувајте дека она што по кое што луѓето ќе ве приметуваат, не е вашата теологија. Верувајте, не е. Не се колку стихови знаете, не е колку разбирате од Библијата, не е колку книги сте напишале, ништо, скоро ништо не е од тоа. Може би некој мал дел. Но најголемиот индикатор и показател и доказател за промената или пак за дејствувањето на Светиот Дух во нашите животи ќе биде радоста. Таа е незаменлива. Знаете зашто е незаменлива? Затоа што таа самата потекнува од благодата. И затоа живот на спасен човек без радост е всушност или неуспешен обид на Бог да го спаси, или пак неуспешна акција на човекот кој што е спасен да го изрази тоа што е во него. Јас се сомневам дека првото е точно. Се сомневам дека е неуспешен обид на Бог да го спаси човекот, бидејќи Бог секогаш ги спасува луѓето, оние кои што ќе повикаат кон него. Дали го разбираме овој дел? Да. Бог секогаш успева во своите планови. Никој не може да го спречи. Затоа радоста во тебе е всушност, видите, самиот збор благодат доаѓа од грчкиот збор карис, на грчки, кој што значи исполнетост, благодат, целокупна како да кажа, состојба. И се интересно што изборот радост е зборот карис. Од истиот корен потекнува. Не можеш да кажеш јас имам благодат, ама немам радост. Јас сум по благодат, сум спасен, ама радоста морам да добијам понатаму. Еве ќе дојдам на служба, па ако ми дајате радост, имам. Не. Значи моментот кога ти поверува во Исус, по благодат сте спасени. Ефесјани 2 глава 8 стих. По благодат сте спасени. И ако сме спасени по благодат, радоста е нераскинлива врска или пак незаменлива гранка или незаменлив показател или пак израз на Божјата благодат во нашите животи. И секој еден кој што не знае да изрази таа радост е само показател дека не се ставил себе си опозиција да рискира, тоест индикатор, показател дека не му дозволува на Светиот Дух да го подбуцне, да го како да кажам, да те штипне, да ритнеш, и е доказател дека всушност Бог е добар, само што ти не знаеш како да го правуваш тоа во твојот живот. Дали го разбираме тој дел? Да. Знам дека звучи малку тешко во сите нас, но убавината е што Светиот Дух е во нас. И на секој ден кој што, и тоа да кажам, секој ден кој што му дозволува, му дава можност, му дава дозвола, му дава простор и каже: Свети Душе, води ме, научи ме, потикни ме, ќе се смеам и кога не треба да се смеам, ќе се смеам и кога ќе треба да се смеам. Мене најтешко ми беше еднаш, не знам, ја до ден денеска нема објаснување зошто го направив тоа и зашто го правевме тоа. И едноставно на еден мој близок пријател почина татко му. И татко му беше, да не речам, многу лош човек. Ајде да не речам такво нешто, али стварно беше лош. Значи ние се плашевме од него. Викаше по нас, ќе не тепа. Не, никош не тепаше, тако беше човек. Кога човекот почина и кога ние влеговме на тие гробишта кај што беше тоа погребот, значи врз нас бевме четворица. Таква смеја дојде. Ние се смеевме ко луди. Значи се смееме и не можеме да се контролираме. И си викавме на едно, викам, удриме да престанам да се смеам. И тој ќе ме удреше. Бам! И не, тоа ме боли, ама ти се смееш. Независно што тебе дали те боли, ти се смееш.
И некогаш таквите, не викам дека да се смеете на погреби, ама во овој случај беше нешто независно од нас. И знаете што беше интересно? Ако исчекоривме од гробиштата, престануваше таа смеја. А влеговме, почнуваше таа смеја. Ја не би се чудел да Бог во својата, како да кажам, во својата добрина го спасил тој човек. Може би, не знам. Некојаш ние мериме, Бог вика, ја имам разни мерки. Ова, денес ќе мериме благодат. Всушност Бог вика, секој ден ќе мерам благодат. Не само еден ден. Всушност на секој човек вика, и за него има благодат. И за него има благодат. Така да, а чим има благодат, знаете што има? Има радост. Така да, оно што нас ни останува е да ги прифатиме тие емоции и чувства. Многу често, некој ќе каже, тоа се смееш кога сонуваш, кога спиеш. Може би за некој ќе каже, тоа е чудно. Не, мене не ми е воопшто чудно. Тоа е навратно самиот дух внатре во мене, самата душа наоѓа моменти да се изрази. Така да ако некој до вас спие, се смее, се радува, тоа е добро, тоа е добар знак. Тоа е добар знак дека нешто се случува. Тоа е или е индикатор, или е показател, или е доказател. Обично доказателот е после одредено време, одредени години, луѓе да кажат, овој човек сакам да биде дел од мојот живот. Причината зашто некојаш луѓето бегаат од нас е затоа што едноставно нема што да ги привлече. И пак ќе кажам, знаете што ги привлекува? Радоста на Бог. Всушност, радоста беше, видите, ова е многу брутална изјава. Некој ќе каже, Исус умре за нашите гревови, Исус беше испратен од таткото, па тоа му беше задача, па тој мораше да го направи тоа му беше мандат, тоа му беше, едноставно беше притиснат. Така некој луѓе размислува. Таткото му кажа, Исус, ти мораш да идеш да умреш. А те како јас тоа го гледам, како ја тоа го читам. Во Евреи 12 глава. Аки го најдеме, Евреи 12 глава, 2 стих. Многу јасно ми пишува што беше причината зашто Исус умре за тебе и за мене. Да. И сега ако за Исус тоа беше причината број 1, кој што ја виде, за да умре за тебе и за мене, тогаш кој сме јас и ти да таа причина не биде наш показател, да биде наш доказател. Ајде ќе читаме. Вели 2 стих, гледајќи во Исус, авторот и довршителот на нашата вера, видите, кој поради радоста што беше пред него, го претепе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. А уште да ќе прочитаме. Гледајќи во Исус, авторот и довршителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него. Што беше пред него? Што беше причината што Исус рече кидам на крстот? Не беше заповедта. Ние бевме пред него. Ние бевме, ти стоеше пред него. Исус тебе те гледа и вика, не знам дали думам за овој човек. Али гледајќи го таткото вика, не, тие се мојата радост. И ќе стана твоја радост. И во тој момент Исус вика, ова е мојата радост. И заради таа радост, јас кидам да го претепам крстот и срамот. Така да, ако ти и јас, или црквата, представуваше причината за Исус да ги направи сите дела што ги направи, да ја исполни целата послушност, тогаш кој сме јас и ти да го негираме делот на радоста? Кој си ти и јас да кажеме не радост, нешто друго дај ми вера. Не, Бог ти дава радост да го исполниш она за што си повикан. Амен. Има ли тука некој насмејан? Ја верувам дека еден од начините како да таа радост стане, како да кажам, видлива или да кажам поприсутна во нашите животи не сум ниту јас, ниту е некој друг. Многу навистина зависи од тебе. Навистина ти си причинителот или да кажам ти си состојката која што мора да кликне за да таа радост почне да се покажува и да биде видлива. Така да, јас не можам да ти кажам направи го тоа, направи го ова. Ја можам да ти кажам моли се, можам да ти кажам соработувај со Светиот Дух, можам да ти кажам навикни се на таа радост што е во тебе, искажи ја таа радост. Вежбај, иди дома вежбај. Ние се чудиме, да, но мора да вежбаме. Мора да вежбаш.
Вежбај сам. Седи дома, смеј се. Седи дома, култивирај таа радост во тебе и кажи радост, ајде излези надвор. Ајде покажи се. Како ќе се покажеш денеска? Можеби тоа е добар момент. Секој се събаре, кажи радост. Ти кој што си во мене. Покажи се денеска. Како ќе се покажеш? Што треба да направам ја? И некој со радост ќе ти каже давај. А тоа што вели Бог го љуби радосниот дарител. Некојаш ќе биде иди јави му се на тој човек. И каква радост е да му пророкуваш на некого? Каква радост е да му зборуваш на некого? Каква радост е да му помогнеш на некому? И сето тоа те исполнува. И сето тоа те прави радосен христијанин. И така, прашај го Светиот Дух. Или збори на радоста. Ние збориме за вера, збориме за надеж. Сето тоа е окей. Но ја верувам дека радоста, и ја верувам дека и пророчки, за овие времиња, не постои друга субстанца во нас и во тебе и во мене, која што мора да биде повидлива од радоста. Луѓето пеат и ќе пеат за верата. Ќе ја разбират, нема да ја разбират, но знаете кои што највише ќе разбираат? Кои ќе видат радоста во нас. Верата не секојаш им е јасна. Ќе каже, ја верувам ќе имам авион. Тој вика, ја не можам да верувам за едни кондори. И тоа ќе се разликува. Но знаете што не се разликува? Или секојаш е исто? Радоста. Таа секојаш ќе биде таа нишка или тој дел каде што луѓето ќе препознаваат во нас. Ќе кажат, овој се радува. Овој е радосен човек. Се познава по него. Може би надежта во тебе ќе биде различна и кажеш, ја имам надеж за цела Европа, тој кај ја немам надеж за мене, за комшијата немам надеж. И тоа ќе се разликува. Но покажи ја радоста, дека биде видле и кажат, еј ти се радуваш. Тоа го разбира тој дел. Смеј се и тоа го разбира тој дел. Амен. Океј, ајде ќе станеме сите заедно и ќе се молиме според Римјани 15:13 да Бог не исполни со таа радост која што всушност сега не е за нас. Таа е за други луѓе. Затоа што сакаме да ги видиме спасени. Втора Солуњани, чекај да го видиме стихот, каде е? 2:19. Мислам дека 2:19. Каде што вика, вие сте нашата радост. Вие сте нашата круна на радост. Кои се тие? Павле вика, вие што се спасивте. Ја видов индикацијата, го видов показателот и го видов доказот дека Бог се делува во вас. И сега, кога ве гледам вас, вие сте мојата круна. Круната на радоста. Така да кога ќе имаш луѓе околу тебе, на кои што им проповедаш, на кои што им зборуваш, индикација за зачеток на живот е радоста, показател за действување на Бог во нивните животи, во твојот живот е радоста, и доказател или доказ за управување дека Бог го управува твојот живот е повторно радост. Амен. Океј, Господи Исусе, ајде дигнете ги рацете нагоре или ушите нагоре или срцата нагоре како сакате. Што ви одговара највеќе? Господи Исусе, јас ти благодарам за твоето дело. Ти благодарам што ние со ништо не знаевме и со ништо не можеме да направиме нешто подобро. Единствено што можеме е да соработуваме со тебе, со твоето дело, да соработуваме и да дозволиме да тоа дело се манифестира преку нашите животи. И фала ти што радоста беше причината зошто ти отиде на крстот, зошто умре за нас. И фала ти што и за нас денеска радоста е причината да станеме, да се движиме, да зборуваме, да проповедаме, да кажуваме, да веруваме дека радоста и надежта што си ја ставил за нас, за другите луѓе е доказот дека ти работиш во нашите животи. И кога сите вести кажуваат дека ќе биде темно и ќе биде тажно, ние велиме не. Нашата добра вест секогаш носи радост. И кога сите велат дека ќе има повеќе, ќе има проблеми, ќе има тешкоти, и ние велиме не. Радоста што е во нас, благодата што ни е дадена врз нас, не заштитува и не опремува и не прави не оспособува да живееме во било какви услови. Затоа што условите не ни диктираат, него радоста во нас, праведноста во нас, мирот во нас, љубовта во нас, надежта во нас, благодата во нас не прават да бидеме христолики, не прават да чекориме во овој свет
независно од другите нешта. И затоа ние ти се починуваме на Тебе, Господи Исусе. Ние го починуваме нашиот живот. Ние ги починуваме нашите чувства и емоции на Тебе. Ние ги починуваме нашите насмевки, нашите лица, нашите заби, нашиот јазик, нашите сите мускули на лицето ги починуваме на Светиот Дух, да Ти, Свети Душе, Ти управувај ги сите мускули на нашето лице, да можеме со леснотија да се смееме, да можеме со леснотија да искажуваме радост, да можеме со леснотија да бидеме светлината која што свети пред луѓето. И затоа Ти благодарам, Свети Душе, фала Ти за радоста во оваа просторија, фала Ти што е толку лесна, а истовремено е толку силна. И Ти благодарам што ќе веќе сме научени да бидеме управувани од Твојата радост. И фала Ти, Господи Исусе, фала Ти за секој еден човек кој што ќе слуша добрата вест денеска, утре, нареднава недела. Фала Ти за секој индикатор на спасение, на радост. Фала Ти за секој показател за Твојата работа во тие луѓе и фала Ти за секој доказ што ние го имаме дека радоста во животот на нашите сограѓани, на нашите пријатели, на нашите роднини, радоста е доказот дека Ти, Господи, Ти делуваш во нашите животи и делуваш во нивните животи. И фала Ти во името на Исус за секој дар што си ни го дал. Амин.